слушај ваму. Она што најмногу сега се возбуди јавноста за средбата помеѓу Мицковски и Филипче. Искрено да ви кажам, разбирливо е. Доживеавме голема траума со Кочани, во која конечно се разголе корумпираноста на целиот систем, целото општество, целата држава, која со години. Јас сум ви зборал овде дека оваа држава не е правена да биде демократска. Ова е удбашка држава, комунјарска држава, каде што сите институции се подредени да бидат контролирани од еден центар, една партија, а глумењето на демократија ќе биде буквално тоа, демократија. Пуште ги 3-4 години, после уапси ги и пак се враќаш на власт. Важно, извршната, полициска, воена, судска власт останува само на една партија. И ете ни го, нели? Тоа е тоа златно време кое си го наследивме од претходниот систем, со истите луѓе, со истите корумпирани, само што сега корупцијата заради медиумите им ја гледаме. Тогаш не можевме ни да им ја согледаме, ама имавме чувство како е тоа праведно и еднакво за сите. Ете ни го чувството, сега го плаќаме. Знаете, сето тоа лажно добро чувство е како кредит на 30-50 години и кога ќе сватиш дека, ало дечки, без камата, кај го има тоа? Ја стварно не те разбирам. Како тоа бесплатен ручек си имал? Како тоа бесплатно си имал? Си го сработил? Не. Си го заработил? Не. Под каде пари? Драги мои, да се вратиме на средбата. Имено, веќе сме тука некаде година дена откако ВМРО ДПМН го прегази СДСМ на изборите, поточно македонскиот народ веќе, можеби не интелектуално, но инстинктивно, духовно, овде му беше. Од крадење, лажење, крадење, манипулирање. И тоа не само вас, нас, народот, туку цела меѓународна политика, па да ти излезе амбасадор и да ти рече, Боже мили, вика, ја ова не можам да смислам дека мене ме лажеле, ме манипулирале. Конкретно зборам за американската амбасадорка, која конечно низиниот, нели, лакеј кој стално и трчкаше околу неј, кој сметавме дека е недопирлив, сега е на црна листа, бега, се крие и така натаму. Што се возбуди толку јавноста околу средбата со Филипче? Имено, Кочани што се случи и она што ни го прикаже, очекуваме да почне радикална промена на ситуацијата во Македонија. Но за да има промена во општеството, таа не може да дојде преку ноќ. Како што гледате, во Америка дојде Трамп и сите грешки од претходниот мандат се обидува да ги промени. Значи, прво што направи, да се прекине да се краде и парите да останат за државата. И гледате што му се случува. Низ цел свет го напаѓаат. Значи, она зло кое го има таму, го имаме и кај нас. И тоа е подкрепено децениски. Не можеш таа хидра да ја искорениш преку ноќ, а камо да може. Еве само да знам дека може да се направи такво нешто. Некој ќе рече државен удар. Пам, по кратка постапка. Но секој што ќе направи државен удар, во историјата е покажано и докажано дека истиот тој се корумпира за да може да преживее. Бидејќи правниот систем на крај мора да му ја земе главата на тацна. Сакам да кажам дека ако правиме промена, таа мора да биде легална, легитимна. И сега, треба и да си знаеме со кого имаме работа. Имено, за Филипче гневот е затоа што не понесе никаква одговорност за ваксините, за болницата, политичка одговорност во врска со големите сообраќајки кај што 50, 60, 70 луѓе изгина, а 15 живи изгоре. Ни политичка одговорност не понесе. Единствено што понесе е тоа што вие, народе, го слистивте на избори. И сега, во оваа ситуација, веќе неколку луѓе се охрабрија. Тоа е неверојатно дека се охрабрија од Тетово, луѓе излего и бараме правда за своите најмили. Не се заборавени. И тоа треба да го знаете.
Мене ме изненадува колку малку солидарност, бидејќи бевме многу солидарни со ова што се случи во Кочани. Така, сите не здоболе, ама бргу ни испарува, ни се намалува болката, ќе почне диазепамот да делува, бруфенот, аналгинот, кафетинот. Добро, заборави. Затоа после ни се повторуваат работите. И сега ќе речете, зошто уопште седна да прави муабет Филипче со Мицкоски, поточно зошто Мицкоски прифати? Ја не ги знам деталите. Воопшто не ги знам деталите. Ова е моја фриволна, ова е моја лична, ова е мојот филинг базиран на искуството на мојата емисија. Не сум ни аналитичар, не сум ни политиколог, не сум ни во политиката, ја не сум по кабинети, но ќе ви кажам една работа. Не сум ни новинар, но ќе ви кажам една работа. Теорија на можно. Што е? Политиката е теорија на можно. Што имаш ти состојба на теренот? Мицкоски не може да го избегне Филипче. Филипче од 100.000, 200.000 или 300.000 граѓани е легитимно избран. Не можеш да го игнорираш ти од некаков си кеф. Дури со Сиев у дадена ситуација ќе мора да се сретне. Дури и после сите оние конфликти што ги имаше со Данела, седна на маса, мора да се разговара, бидејќи секоја војна завршува на маса. Не може војна само преку медиуми и преку улица да се тера. Мора на крај да има некакво завршница, некаков подпис, некакво сиже, некакво крешендо. А тоа крешендо може да се случи само преку правниот систем. Рипавте и се буневте кога рече Мицкоски дека треба промена во судскиот систем, да се направи ветинг, да се рипна, тоа е мешање во судската власт, као да ние, нашата судска власт е бомбона, како Тито да ги целувал лично во чело им рекол, има за правду да гинете и ми ćemo да гинемо, ичичемо. Колку ги имаме како Катица Јанева. И сега, нема јавно обвинителство кое го процесира случајот со Филипче. Нема кој го процесира со болницата. Кабелот е крив, нешто дрн јариња и се заврши работата правно оволна. Дали е тоа така? Не. Дали ти како премиер, било кој од вас ви велам, станете премиер, ако мислите дека Мицкоски не можел подобро да направи, станете премиер и идете видите дали имате политичка, војна, полициска, било каква моќ, некого како политички противник да го уапсите. Немате, апсолутно немате, затоа што мора тоа да иде преку суд. Сега, нема главен на судот. Не можам да те поставам, не можам да се поставам главен на судот и да кажам everybody thank you and fuck you, апсете го него. Туку мора да биде тоа документирано, затоа што и пред себе, и пред граѓаните, и пред светот морам да покажеме докази. Затоа му верувам длабоко на Мицкоски што прави. Сигурно не му е лесно и сигурно му е многу појасно колку е валкан и колку заслужува да биде прогонет Филипче, но нема избор. Он е представник на најголемата опозиција, не може да избегне да не комуницира со него, но што би личало тоа? Ве прашувам. Ајде идеме на улица и тогаш да се тепаме едни со други. Значи, како беше она? Пријателите држи ги блиску, непријателите уште поблиску. Ја ви гарантирам, јас сум убеден, ако дојдат позитивните промени во јавно обвинителство, во судскиот, во правниот систем, во судството, дека Филипче нема да куртули, дека Филипче не бацувал рака. Филипче сега намирисува дали може да се спаси гст. Тешко. Тешко после се што се случи. Тешко после се што изреагира. 30 се уапсени. Изјавите на Мицкоски, на министерот за внатрешни работи, мене ме уверуваат дека од ова не може да се спласне. Овде не можеш, како да ви кажам, ја утре да го игнорирам тој проблем, ова го затачкам, не збори многу за ова, што правиме со уште милион медиуми, ќе го кренат народ. И вила и мотика, има да гори пола држава. Така што, подобро е вака, подобро е да му ги знае намерите, колку толку овој треба да се излае. А и Филипче не делува сам.
него го праќаат од Дубај, го праќаат од ваму, од таму, сепак е представник на партија која е поддржана од Сорос. Треба да знаеме Сорос колку е моќен, што делува. Или дали е поддржан од некоја удбашка контрабанда од Србија која го одржува Вучич или што. Сите теории на заговор се на маса. Но, само ќе кажам, дека Мицкоски не се заеба што седна да прави муабет со него. Напротив, мислам дека е тоа многу добро, а мислам дека моето чувство е дека на Филипче му е тик-ток, тик-ток. Слушај ваму, се кладиме, еве, ставам плата во облог дека нема да куртули. Не може да куртули. Оти ако он куртули, овие ќе куртулат. Мора да се промени системот, мора да почне народот да верува дека правда се спроведува во оваа земја. Слушај вам.